Добар ден, добре дојдовте на ова афористичко матине. Бидејќи јас 6 години не сум дојден во Кошан и некои што ме познаваат ме заборавиле, па за тоа пред да почнам ќе кажем нешто за мене. Не да се фалам, ама мајстор сум да создадам атмосфера. Доволно е само да пуштам воздух. Иначе за ништо не ме бидува. Од се што ќе почнам да работам, на крајот излегува афоризам. На ништо не се сеќавам. Само од време на време ми текнува за нешто помладо. Ама и тоа е добро, иначе да памте все, досега многумина ќе беа заборавени. Не, тоа само во афоризмот, иначе не. Тоа што ме гледате вака малку поместен е затоа што цел живот ме местеа. А тоа дека сум запомнење, брзо ќе се заборави. Иначе смрт ми е кога ќе помислам каков живот живеам. Кој ќе ме сретне ме прашува, кај си бе умрен? Толку за сега. Дене продолжи. За тие пари толку. Бевме генерација која што леташе во воздухот, а сега не го спуштаат. Ќе ви прочитам најнапред неколку позадински афоризми. Зад секоја успешна жена стои, а понекогаш и се дига прашина. Зад секој Казанова секогаш стојат по неколку женски кои што трчаат по него. Зад секоја успешна жена стои маж кој што не смее да седне и да се одмори. Зад секој Дон Жуан секогаш стојат по неколку мажи на кои што им ги дружи жените. Зад секој втор случај на смрт на старо лице стои по една вијагра. Идејќи наваки, nama со Маријан ме замоли, вика, ама вика, со тие сестри, тоа точно, вика, одамна ги немаш, никогаш не си ги кажувал, еднаш да ги слушнеме. Медицинските сестри одочно ми ги средија очите до степен да ги соблекувам со поглед. Си пиев кафенце со медицинските сестри одочно и така открив дека една од нив гледа. Медицинските сестри одочно се најубави во секој поглед. Откако медицинските сестри одочно ми го средија видот, се гледам и со други. Ајде јас исто како колегата Ацо, да не рече дека пишувам само некои вакви леви афоризми, ќе прочитам и некој посериозен. Нешто околу револуцијата. Нашата револуција не ги јаде своите деца. Коски и кожа се. Револуцијата не може да ги изеде сите своји деца. Некој се преголем залак за неа. Револуцијата ги јаде само оние своји деца кои што не може да ги свари. И бидејќи тука има повеќе постари, гледам луѓе и меѓу учесниците меѓу, ќе прочитам неколку афоризми за таа генерација. Бевме позната генерација. Сега сме генерација која што не може да се препознае. Бевме генерација исправена пред иднината. Сега сме свртени код минатото. Бевме генерација која што ги држи сите конци во своите раце. Сега сме марионети. Бевме генерација која што може да го помести светот. Сега сме малку поместени. Бевме генерација за која што се слушаше. Сега сме генерација за која што никој не сака да чуе. Благодарам.